Почитувана професорке Гордана Силјановска-Давкова, кандидат за председател и иден председател на Република Македонија. Почитувани членови на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, почитувани пратеници, почитувани членки на Извршниот комитет на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ, почитувани членови на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, драги гости и пријатели, добро дојдовте на денешниот настан. Драги членки на најмоќната женска организација во Република Македонија, Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ. Чест и задоволство е да се биде со вас, да се одбележи оваа 18-та годишна конференција. Без разлика од каде доаѓате, вашиот успех зависи од вашата самодоверба, цврстина и знаење. Тачер велеше: навиката да го правиш, она што знаеш дека е правилно и важно, иако е тешко, е вистинскиот пат до гордоста, самопочита и личното задоволство. Ние знаеме дека сме на вистинската страна, на страната на народот, правдата и на страната на Македонија. И таа наша определба бара и одредена пожртвуваност, која знам дека секој еден од вас ја носи на своите плеки, особено во ова време кога правдата е нападната од неправдата, кога вистината се обидуваат да ја заменат со лагата и кога сакаат да ни украдат иднината, кога традициите сакаат да ги одвојат од семејството, кога вредностите се игнорираат, авангардата се потиснува. Но има светло на крајот од хоризонтот. 18 години поред, Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ останува јадрото кое ја символизира таа македонска пркост, топлина, мајчинство кое обврзува, но и бунтовност пред која заеднички се поклонуваме. Македонската жена е неминовен учесник во сите големи настани во нашата историја. Таа е големата мајка и хероина која се бори за правдините и за сите сердари и водачи на нашиот народ, кои сме ги имале низ нашата историја, стоела по некоја приличева неда. Мајка, жена, силна потпора. Таа основа потикнала растеж, била почва за развој, силен темел, двигател, бунтовник, борец. Положбата на жената не е еднаш за секогаш дадено право, туку константа за која мора да се борите. Унапредувате, освојувате. Знам дека пеколно тежок е тој пат, но ние ја носиме таа карма на беспаќа, континуирани докажувања и страдања кои не дефинираат низ времето, но ја зголемуваат нашата мотивираност. Затоа што, нели ние македонците сме пиреот, таа троскотна трева, која никнува колку и да ја газат, требат и кошкаат. И секоја наша победа, која сме ја носеле низ историјата, бира резултанта на научените лекции од сите наши порази. И сме победувале. И одново ќе победуваме. Со крената глава горди, стаменити, честити, рамо до рамо еден до друг, затоа што сме искрени во оваа наша мисија и затоа што си ја сакаме оваа наша земја, Република Македонија.
во оваа наша заедничка борба. Вие, почитувани членки на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ, сте рамноправниот партнер и ја имате сета моја почит. Вашата борба е и моја борба. Вашата победа ќе биде заедничка победа. Сите за еден, еден за сите. Благица, знам дека прифати одговорна функција во несигурно време. И ваквите мигови бараат храбри и одлучни луѓе. И убеден сум дека успесите ќе дојдат. И сите вие ја имате мојата поддршка и непоколеблива верба. Унијата на жени ќе се соочи со секој предизвик што доаѓа, затоа што заветот е голем и тежок. И тој се вика Република Македонија. Драги пријатели, мора да бидеме свесни за реалноста и за проблемите кои го разјадуваат нашето општество. Замижувањето пред неправдите и беззаконието нема да помогне, ниту да го одложи доаѓањето на решенијата. Молчењето ќе донесе уште поголема неправда и беззаконие. Македонија тешко боледува од криминален и коруптивен канцер, кој е распространет до најситните пори. И тоа не е единствениот проблем. Власта веќе одамно ги загуби критериумите за нормалното и сега се наоѓаме во состојба на постојани напади на декаденција и изветопереност. Таа метастаза на новата тешка општествена реалност се нарекува заевизам, кој прераснува во диагноза на мачното и тешко време за македонскиот граѓанин, чија карактеристика е постојано губење, било да е слободата, идентитетот, името или нешто друго, бидејќи човекот не се изборил за тоа, тоа го наследил и лесно му е да тргува со тоа. Се работи за почита, достоинството, честноста, сигурноста. Најмилите кои копнеа да отидат надвор од државата час поскоро. Таквиот процес прераснува во една еднолична ментална матрица на луѓето од власта, кои продуцираат страв и секојдневни лаги. Нормално стана да исчезнуваат луѓе дневно, да има престрелки, животот да е на коцка и зависен од милоста на оние кои сакаат да управуваат со нашите судбини, да имаме криминал, наместени тендери, предавства, беззаконие и неказнивост, тепања, прогон, безпарица и задолжување. Најскапото стана на ефтино. Животот, за жал, загуби вредност. А несреденото здравство само го зема човечкиот данок. И на ваквиот заевизам изворот не е само Зоран Заев. Тој е највисоко во ваквото девастирано општество. Но во таквата пирамида подеднакво се десетиците функционери од власта кои се исти како него. Ги делат истите невредности, ги легитимираат истите непринципи. Таквиот процес донесе неправда и рушење на правната држава. Во земјата не владеат законите. Во Македонија нема повеќе владење на правото, а судството и обвинителството одамна не се механизмите кои што ќе ја заштитат правдата. Случаите со тепањето на Миле и Спире во затворот не е само податок кој докажува дека се прекршени процедурите и правилата во затворот, туку пред се тоа е последица на урнисаниот систем, неморал и доказ за невиден организиран прогон кој продолжува и во пресред на претседателските избори. Дури и во еден ваков, толку јасен случај на неправда, оставка на оној затворски управник кој треба да послужи за алиби, ќе почека. Доставил господинот список на потписи во знак на негова поддршка до деспотот. Се кршат процедурите во собранието. Се носат закони кои може да донесат само бизнис интереси за поединци.
а ненадлежното СЕО ќе отвори онолку нови случаи колку ќе сметаат дека се доволни за да може да се пазари со цел да си го продолжи мандатот. Зошто за нив привилегиите се далеку поважни од правото и правдината која треба да се постигне. За пусти пари се работело и за ништо друго. Таквиот процес во кој суштина се критериумите кажувам, негирам, заборавам, практично говори за сите ветувања кои ги кажа, а не ги исполни. Далеку сме од плата 500 евра. Нема ниту живот, ниту чист воздух, нема реформи во образованието, нема реформи во здравството, го нема клиничкиот центар, се шета низ Европа, ги гази дебелите килими и ги нуди те на овој, те на оној, а економијата колабира. Граѓаните се чувствуваат несигурно, се изгуби редот на нештата. Македонија не е нормално место за живење. И кога ваквите неправди се случуваат на највисоко ниво, можете само да замислите како е во секојдневниот живот кај обичниот човек. Колку само еден родител, татко, мајка, дедо, баба, брат или сестра се огорчени кога неправдите им стануваат дел од секојдневието. Колку само очај, страдање и немоќ предизвикува ова што го говорев. И тука не станува збор за висока политика. Ова се реални теми. Прашањето кое си го поставува секој еден од вас е што е решението. Драги мои, стојам пред вас и ви велам, јасно и доволно гласно, борбата против заевизмот е битката за Македонија и битката на нашата генерација. Заевизмот мора да биде поразен, а изборите што доаѓаат ќе бидат референдум на народот. Сега е време да се чуе вашиот глас во политиката и моментот кога мора секој еден од вас да се определи. И навистина не е доволно да стоите пред малите екрани и да бидете само огорчени поради лошата реалност. Мора да се одбере страна, да излезете и да гласате. Мора да се одлучите. Или ќе гласате против сето ова што се случува, или ќе одбиете да влијаете на работите кои што стануваат се полоши. А тоа зависи од вас. Или сте со нас, или заедно ќе се бориме, или ќе одобрите неправдата да стане закон. И добро знаете дека нема да биде подобро ако ова продолжи вака. Да не ги повторуваме грешките од минатото, кога предупредувавме како партија дека овие од власта, кога ќе дојдат, ќе ја губиме Македонија парче по парче. Дека ќе направат промена на име и идентитет, ќе ја понижат татковината, дека лажат кога ветуваат живот. И не сакам сега да звучам отмено и паметно и да зборувам во стилот ви рековме дека вака ќе биде, зашто знам дека сте имале сите поединечно доволно причини да гласате против нас во минатото. И ние сме сега поискусни и свесни за сите наши пропусти кои што ги имаше во минатото. Затоа денес стојам овде и ви велам, секоја задршка која постои кај некој од граѓаните да не подржи, сигурно е помала од опасноста и пропаста кон која власта ја носат Република Македонија. Од нас зависи што ќе избереме. Поискусни сме, ги идентификувавме грешките и знаеме како понатаму. Нас, жолтици, златници не ни требаат. Слава не ни треба. Ова е нашата историска улога, кога треба татковината да ја дигнеме од пепел во која што овие ќе ни остават. Ние сме мотивирани и знаеме како тоа да го направиме. И ова не е политиканство, ова е сентимент и ова е верба за која што секој еден од вас верува и се стреми.
А тоа ќе го покажеме силно мотивирани на претседателските избори на 21 април, кога ќе биде првиот чекор кој ќе му го зададеме на деспотот и на генерацијата околу него, која што ја втурна Македонија во оваа бездна. Ајде сите заедно, рамо до рамо, да ја извадиме нашата татковина. Не ни треба злато, не ни треба ништо, ни треба богата Македонија. Да си ги вратиме децата, соучениците, браќата, сестрите назад дома, овде. Благодарам. Вистинскиот мандат во оваа земја се помалку е во она собрание кое толку многу пати ги прекрши процедурите, туку во народот на оваа земја. Силата во вашиот глас, и сега нема изговори, силата е само во вашиот глас. Сликата е многу јасна и совршено чиста. Само заедно да се обединиме и да влијаеме, можеме само така да ги промениме работите. Да се дочекаме на нозе. Нема изговори. И сите наши разлики се помали од нашата заедничка цел, која е поголема и повисока од секој нас посебно. Ние тргнавме да го рушиме заевизмот и за секој еден има место до нас. Ке се обратам и до оние кои се мислат дали да излезат да гласат. Значи не до оние уценетите слуги на Заев, кои работат на копче. Тие знам дека имаат задача и таму бизнис и притисоци се во прашање. Тие се заробениците на Заев. Но и такви има се помалку. Туку на оние честни, родолюбиви луѓе, интелектуалци и искрени патриоти, кои се разочарани од секојневието, а на кои Македонија им е важна. Имаме ист противник. Заевизмот е наш противник, исто колку што и ваш. Но Македонија ни е заедничка. А бојкотот е слепа еднонасочна улица, после која нема втор чекор. Тоа е зидот на власта. Нема втора опција и решение. Затоа да си подадеме рака и да ја искористиме неповторливата шанса, да го поразиме заевизмот на избори и само така ќе можеме повторно да издигнеме Македонија. Да застанеме заедно под бајракот на заедничката победа, ве поканувам сите. Драги браќа и сестри, буицата на народната волја доаѓа на овие избори. А претседателските избори се првата станица до парламентарните избори кога конечно ќе биде победено ова мракобесие. Иако сега сакаат да демонстрираат сила, добро знаат дека нивната арогантност и сеење на страв е вистинскиот доказ за нивната немоќ. Ќе остане запишено дека единственото нешто што го направија е промена на нашето уставно име и нашиот идентитет, што представува тешка капитулација по сите основи. И на оваа тема сум говорил многу, но сакам да опфатам едно поинакво светло на оваа тема. Побрзаа со полиција да ги чуваат знаците покрај автопатиштата на кои пишува онака фушерски прелепено со замолепливи плакати Република Северна Македонија. Па ако народот прифател доброволна промена на името и идентитетот и бил среќен поради тоа што го направи оваа власт, тогаш чуму ќе ми е полицијата да ги чува таблите. Од кого се плашат? Од народот ли се плашат? Е, па ќе им каже народот на 21. април што мисли. Од прв до последен.
Институциите ќе немаа работа. Граѓаните среќни и задоволни во редици, самите ќе го испишуваа новото име на јавни места, ќе цртаа графити, горди, дека тоа се случува. Ама не ќе да е така. Добро знаат дека огромно мнозинство на народот не го прифаќа и не се согласува со ова што го направи власта, што и се виде со самиот референдум, каде договорот беше отфрлен. Покрај невидливиот цензор на медиуми, чии корени одат директно на бихачка, се доби уште еден јавен. Па така, ако некој министер или новинар во присуство на Заев го употреби името Република Македонија, ризикува да биде веднаш цензуриран и поправен, кажувајќи го името што сам си го договори и потпиша во нивици. Мисли така ќе влијае во колективната свест дека мора да се смени името чии корени се вековни, милениуми стари. Па така и срамот кој го приреди на државата ќе биде помал. Каков аматеризам и подценување. Хартија трпи се. И промената на оние метални букви надвиснати на фасадата на зградата, на владата нема да ја променат вистината. Нашето име и идентитет е колективно врежано во нашето минато. Нашиот идентитет се нашите прадедовци и дедовци. Тоа живее меѓу нашите синови и керки и ќе продолжи да живее помеѓу нашите внуци и внуки. Македонија е жива и тоа не е само име, тоа е начин на однесување кој го дефинира нашето постоење. Тоа е она што сме и ќе продолжиме да бидеме. Македонци од Македонија и македонци ширум целиот свет. А сето друго е процес кој што ние инженерите велиме има повратна врска. Многу држави во минатото капитулирале, но биле трпеливи, верувале и биле храбри, па денеска се велики и обединети. Така да ништо не е загубено. Сето ова што го приредува власта, нема да ја покрие мизеријата во економијата. И додека надвор, премиерот оди на балови со фрагови облечен, народот овде гладува. Дури и последната фалба за наводно рекордно ниво на странски инвестиции во земјата е лага. Рекоа, гордо излегоа и рекоа имало рекорден број странски инвестиции, 656 милиони. А заборавија да кажат дека 75% од тие се реинвестирана добивка, акумулирана со годините наназад од странските инвеститори, кои што сега под притисок на владата, бидејќи им наметна нови даноци од 1. јануари 2019 година, истата ја извадија и ја реинвестира во Република Македонија. Да, тоа се оние истите странски инвеститори по кои што викаа, кои што ги навредуваа кога беа опозиција, а сега молат Бога да ги посетат и да се сликаат. Истите тие странски инвеститори што некој макотрпно работеше за да ги донесе 12 години. Па пред да иде на скијање во еден скап центар, зимски, ќе излезе на пресконференција горд што тоа го направил во собранието и ќе каже утрово имав разговор со еден многу влијателен политичар кој што е во кабинетот на еден многу влијателен политичар од Европа и ќе крене надеж дека ќе донесол еден голем инвеститор од една богата држава од Европа. Топ 3 држава. Да остави простор позади димната завеса да луѓето веруваат, добра, ајде ова што излажа, ама сега вајда ќе каже вистина еднашка барем. Се надеваат луѓето, чекаат, бараат сламка за спрас. Помина неколку месеци, од инвеститорот ни трага ни глас и ете ти го гласникот се јави. Инвестицијата на таа и таа компанија е шпекулација. Па не шпекулиравме ние. Твојот претпоставен шпекулираше преку скапо платените новинари. За да денеска видиме во која држава таа голема компанија ќе инвестира. Така честито не се однесува кон својот народ. Тоа е лага, тоа е нечестност. И овој народ овде,
но и народот надвор на улиците широм Македонија ќе ти го каже последниот збор на 21 април. И за скијањето во Гармиш, а Бога ми и за баловите каде што ги газиш дебелите персијанци. Ќе ти го каже тоа на 21 април. И во ваков еден уникатен систем за евизам, при што нема друга држава во светот каде премиерот бил амнестиран, аболициран за сомне за сторен криминал и во исто време ослободен од гонење за тој сторен криминал за подкуп додека бил на функција. Раѓа и други уникатни девастирани блефери. Па така се одлучија да го кандидираат Стево Прендаровски за председател. 2 дена селебрити стана пусти Стево. А до вчера преку истите нивни портали му нарачуваат текстови де ме ќе распанел СДСМ ако не бил тој председателскиот кандидат. Па некои други штабови правеа ширум Македонија. Па ги гледаме денеска метафорично, саркастично му пожелуваат успех. Иако и тој самиот е свесен во неговиот неуспех. Но нека, ки има шанс. Добро е да се учествува, како беше на Кубертеновото. Значи, толку голема е кадровската криза во СДСМ, па откако ги вработија сите роднини на функционери и не остана незапослен роднина на функционер, започна нов процес, а тоа е процесот да ги кандидираат луѓето по втор пат. За иста функција, иако веќе еднашка загубиле избори. Ние на факултет, професорке и еден председател на Република Македонија, тие ги викавме луѓето кои што квадрираат. А во основно и во средно ги викавме повторувачи. И знам дека има некој кој што ќе рече дека ево од втор пат му успеа на Заев, ете, тој стана премиер од втор обид, иако реалноста е дека не победи на парламентарните избори. Јас би рекол, не дај Боже да се дозволи втор Заев. Овој пат на функцијата председател на држава. Затоа што сега нема назад. Отиде целосно Македонија. Овие двајца политичари кои се провлекуваат 10-та темнина на транзицијата и сите штетни политики овие 20 години се многу слични на вистина. Едниот гледаме дека се занимава со фалсификување на избори, а вториот како председател на Државната изборна комисија минуваше фалсификат на изборите во 2004 година. Значи едниот актуелен, а другиот богами со искуство. Нивното напред, кое гледам како мото го пременуваат, всушност значи многу назад. Но за деталите за ова нивно напред во некоја друга прилика. Драги присутни гости, браќа и сестри, Македонија е исправена пред голема крстосница и цврсто верувам дека ќе избере вистински пат. На Македонија и треба председателка. Дојде тоа време кога цврста, честита жена, како професорката Силјановска, ќе ја штити правдата и интересите на државата. Председателка која ќе се стави на страната на правото и правдината, која ќе се бори за законите во рамките на Уставот, која ќе гради дипломатија базирана на компетенции. Председателка која ќе биде баланс на властите, ќе се бори за еколошките прашања, за подобро здравство, за светско образование. Ке работи на укинување на привилегиите на власта, без разлика што ние многу скоро ќе бидеме на власт. Привилегиите мора да се намалат. Председателка која ќе биде вашиот глас во политиката. Драги пријатели, Черчил, соочен со предизвикот на својот живот, ќе рече: пред нас стои ништо друго, освен многу големо искушение. Драги пријатели, ни престојат многу денови на борба. Прашувате која е нашата политика. Велам да се бориме против деспотизмот, кој е ненадминат
во тешкиот и жалосен каталог на нечовечки дела и злодела. Прашувате која е нашата цел? Ке ви одговорам со еден збор. Победа! Победа на правдата по секоја цена! Победа и покрај сите неправди и ужаси. Победа без разлика на тоа колку тежок ќе биде патот пред нас. Бидејќи без победа нема опстанок. Денес тргнуваме кон победата. Ке победиме силно. Ке победиме уверливо. Македонија мора да ја кренеме на нозе, со гордо крената глава, да се избориме за нашата заедничка среќа и да си ја вратиме татковината назад. Нашите срца, почитувани, чукаат за неа, за Македонија. Еднашка клекнав пред луѓето, а тоа голем број платени скапо новинари од страна на заевизмот го вулгаризира, ме навредува, го прикажува тоа како некаква си моја славост. Денеска ќе ве замолам да ги поминеме сите улици, сите домови во Република Македонија, да застанеме рамо до рамо, човек до човек. Ние немаме алатка да правиме притисок во медиумите. Ние не можеме невистината да ја направиме вистина. И не треба никогаш тоа да го правиме. Ние сме принципиелни, честити народни луѓе. И нашето место е меѓу народот. И сега кога сме опозиција, и еден ден кога ќе ја водиме државата. И затоа ве молам, вие жените, мајките, гостите кои што се овде од нас, членовите на ВМРО-ДПМНЕ, активистите, симпатизерите, поддржувачите, да застанеме сите, еден до друг, еден позади еден, да им ја кажеме нашата приказна за Македонија. Како ние ја гледаме Македонија со жена председател? Како ние ја гледаме Македонија предводена од ВМРО-ДПМНЕ? Како ние можеме да направиме нешто сега, а не таа за нас? Да ни е жива и здрава Република Македонија. Да ни е живо и здраво ВМРО-ДПМНЕ. Да сте ми живи и здрави и да победиме.